Оризопроизводителите од регионот за новата сезона и годинава може да сметаат на вода за само 3.500 хектари земјоделска површина. Ова денеска на земјоделците од Виница, Карвинци, Кочани, Чешиново, Блешево им го соопштија од Водостопанство Брегалница, откако ги завршија анализите на акумулираните количини вода во браните. Браната Калиманци во моментот има акумулирано околу 95 милиони метри кубни вода, со просечен доток околу 5 метри кубни во секунда, што ни е задоволително ниво и планираме да немаме поголеми проблеми околу количината на вода која што ни е потребно за престојната сезона. И вкупно се планирани околу 3500 хектари површина која е во планот да биде засејана со ориз. Иако планираните површини во однос на лани се зголемени за 300 до 400 хектари, тие се далеко од планот на земјоделците кои традиционално на водата сметаат за најмалку 5000 хектари под ориз. Гледа, со други култури не може да засеат, тука е проблемот. Јас кога би можел да ги засеам со други култури, јас оризот нема ни да го сеам. Ченкар не бива, пчелите не бива. Еве, ако отидеме сега, водите не се ископани. Каналите се пуни, површините се уште мокри. Ова политика спрема оризопроизводителите. Самите оризопроизводители ни остават површините, нема да ги сеат. Добра вест во лошата е што оние кои ќе добијат вода, годинава сезоната веројатно ќе ја почнат на време. Активно во моментот работиме на терен со 3 машини на чистење на каналите за наводнување. Поголема интервенција имаме направено на Кочанска река, делница од Горни Подлог до Кочани, односно го чистивме коритото од Нанос и Жбуње, направивме брегоукрепување. Се надеваме дека подготвителната сезона ќе биде навреме завршена и навреме ќе почнеме со сејдбата на оризот, односно навреме ќе почнеме сезоната. Планот за сејдба земјоделците може да го видат во своите населени места и во местните заедници за тоа кои места ќе бидат засејани со ориз, а кои со други култури. Во меѓувреме, кога ќе бидат подготвени земјоделците за новата сезона, ќе бидат договорени датумите за пуштање на водата.